од причина која што вам ви е добро позната, од причина што нашиот јужен сосед не уценува и бара да го сменим името на државата, името на нашиот јазик и името на нашата националност, односно нашиот идентитет. И не само тоа, бара да се постават ново име, кое што тие ќе го одберат. Ние се спротивставивме на тоа. Ние ветивме во нашата програма дека на ваков начин и вакви барања ќе се спротивставиме. Кажуваме дека сме подготвени да се најде некој решение, да се најде некој компромис, но не така како што го замислиле нашите соседи, каде што сакаат комплетно да го сменат идентитетот на нашата нација и нашиот народ, на македонците во оваа држава Република Македонија. Затоа се спротивставивме и затоа видовте дека во минатите години и се уште сме под жесток удар на многу структури, не само од надвор, туку и внатре во земјата, кои што радо би ја завршиле таа работа за еден месец, кога би дошле во позиција тоа да го направат. Се сочивме со многу притисоци, со многу закани, со многу подметнувања. Меѓутоа, за сега добро обстојуваме на тој план и понатаму продолжуваме да бараме решение. Но решение кое што ќе биде така скроено што ќе биде прифатливо за мнозинството граѓани на Република Македонија и македонци во Република Македонија на организиран државен референдум. Грција треба да свати дека во оваа држава живеат македонци кои што го говорат македонскиот јазик и дека тоа е работа која што не може да ја променат каква и уцена да ја постават на нашата држава. Едноставно треба да се избришат од својата глава дека преку било каков начин на действување, преку било какви уцени или било што ќе го сменат идентитетот на македонскиот народ. Македонскиот народ постои, постоел и ќе постои. И тоа е порака што еден ден ќе мора да ја разбере. Ако ги погледнете извештаите на дипломатите од пред околу 100 или повеќе години, а има книги што се продаваат за тоа, особено во државниот архив, што пишувале дипломатите од Австрија, од Британија, од сите други држави, што биле присутни во Македонија, конзули, главно конзули биле во тој период, во пред околу 100, 110, 15 години. Какви извештаи праќале, ќе забележите дека и ќе сватите, за оние што тоа го немаат разбрано, што не се занимаваат со оваа материја, дека македонското прашање се уште не е затворено. И дека од секогаш се упатувале пораки од овој простор, дека се додека македонското прашање не се затвори и не се прифати дека постои македонски народ и македонска нација и македонски јазик, дека на Балканот нема да има мир, а додека нема мир на Балканот нема да има мир и во Европа. Многу луѓе тешко го сваќаат тоа. И затоа во минатите 100 години имаше многу проблеми во овој регион, многу војни заради Македонија, многу крв се пролеа и многу аспирации да се освои Македонија. Европа треба да стави крај на тоа. Европа треба да свати дека тука постои македонски народ со непоколеблива волја да го задржи тоа што е негово и да не биде сменен неговиот идентитет. Уште еднаш ќе кажеме, ние сме разбран народ, ние сме мирољубив народ, ние немаме аспирации ниту територијални кон Грција, ниту кон било која друга наша држава, сосед, наш сосед. Ние сакаме мирно и достоинствено да живееме, да работиме, да соработуваме со сите нив. Не сакаме ништо што е туѓо, но не сакаме и да ни го одземаат она што е наше.